Минимална плата, закон за стечајци и ефтина струја наспроти зголемување на јавниот долг, сумнителни кадровски политики и непотизам. Повеќе од 100 дена откако СДСМ ја презеде власта, ветувајќи транспарентност и отчетност пред граѓаните. Владата ја објави првата публикација "Зборот е збор, 100 дена влада за граѓаните", во која е сумирана работата на сите министерства во владиниот состав. Во отчетот се наведува дека новата влада вовела мерки за штедење со ребалансот на буџетот, кои веќе покажуваат зголемен прилив на средства. Наспроти тоа, последното задолжување на владата од 76,7 милиони евра го вивна јавниот долг на рекордни 430 милиони евра за само 110 дена. Според проекциите во ребалансот на буџетот, владата планира до крајот на годината да се задолжи со околу 650 милиони евра, од кои околу 350 милиони евра на домашен пазар, а во однос на странското задолжување во буџетот предвиден износ од 300 милиони евра. Владата ја укина и радиодифузната такса и ја зголеми минималната плата, ветување што се реализираше нецела недела пред да започне изборната кампања за престојните локални избори. Тензично беше и донесувањето на законот за јазици, со кој, како што објасни од владата, се заокружило последното прашање од Охридскиот рамковен договор. Во фокусот на владата е популарниот план 369 кој содржи принципи и цели, како и чекори за спроведување на преземените обврски во делот на изборите, правосудството, медиумите, безбедносните служби, организираниот криминал и корупција, реформа на јавната администрација. Од друга страна продолжуваат обвинувањата дека новата влада на СДСМ работи со нелогични кадровски политики, со кои, како што велат од ВМРО-ДПМН, спротивно на законите се поставуваат партиски послушници и самопрогласени револуционери, наместо на докажани професионалци во институциите. Јавноста отворено и транспарентно можеше да види како сите кои учествуваа во шарената револуција станаа советници или дел од владиниот тим, предупредуваат од ВМРО-ДПМН. Проблематично беше и поставувањето на роднини на генералниот секретар на владата Драги Рашковски за управители и директори. Последната мерка на владата најмногу ги погоди студентите кои одсега наместо 3 оброци во студентските мензи ќе добиваат по 2. Студентите ги паметат и не така одамно укинатите и стопирани мерки наменети за нив, како згаснувањето на дисперзираните студии, стопирањето на проектот 3035 кој обезбедуваше финансиски поволности при студирањето за повозрасните граѓани со интерес за студирање, гласањето против законот за студентски ваучери и закупување компјутери.